Конгрес за суштински реформи или формална смена на лидерската позиција. Какви промени ќе донесе Конгресот на ВМРО ДПМН е закажан за 24 декември. Дали наспроти тезите дека публикувањето на Груевски би било само формално, всушност тој го има најголемиот интерес во овој момент да избега од жешкото лидерско столче. И кој би бил неговиот наследник? Тодоров, Димовски, Мицковски, Милошовски. Радикализација или демократизација на партијата. Што предстои? Ова се само дел од прашањата во вечерашното издание на Топ тема на ваша страна, во кој ги следиме најновите политички случувања во земјава, а со релевантни гости на оваа тема почнуваме за кратко. И добре дојдовте во Топ тема на ваша страна. 23 декември, ден за политичко збогување со ерата на Никола Груевски. Што тоа ќе донесе во партијата, но колку и трансформациите, реформите, новото раководство или новата лидерска позиција која што се очекуваат ќе значат за состојбите внатре во партијата, но и во контекст на очекуваните големи поместувања во надворешно политичките приоритети на државава до година, анализираме вечерва со мои четворица гости. Тројца членови на ВМРО ДПМН и еден аналитичар кој што прецизно ги следи случувањата не само во македонската десница, туку и во регионот. Добро вечер за Јове Кекеновски, универзитетски професор. Добре дојдовте. Добро вечер. Господин Михаил Пановски, член на првиот состав на парламентот, сега дел од иницијативата за реформи во ВМРО ДПМН и со една додавка координатор на Советот на ветерани, ама некако многу ветерани ве има во овој момент. Млади ветерани. Професор Ненад Новковски, исто така член на ВМРО ДПМН и поранешен функционер на оваа партија, и Сашо Клековски, политички аналитичар. Добре дојдовте. Добре дојдов. Кекеновски, првото прашање за вас, дали по одлуката за свекување на Конгресот на 23 декември, технички, ако не и формално правно, Никола Груевски од денеска е поранешниот лидер на ВМРО ДПМН? Па што се однесува лично до мене и до, би рекол, некаде 120.000 гласови кои што не беа дадени на овие избори за Никола Груевски, пред се не за ВМРО ДПМН, поради него и не беа дадени. Тоа не е само моје очекување, тоа е очекување на сите. Впрочем, нашиот став е дека тој одамна е заминат во политичката историја и сега наместо уште да се занимава, да манипулира јавноста, тој треба да се посвети и приоритет да му даде на одбраната, бидејќи секој втори ден го чекаат судски рочишта, кај што треба да се јаве. Ова значи некоја резерва дека може би Конгресот нема да му ја прифати оставката? Не се работи за никаква резерва, од причина што мислам дека ирелевантна е една ваква состојба во една ваква на брзинка ситуација да свикувате Конгрес. Се плашам дека бидејќи досега Груевски не обстоја на ниту еден збор или, да го кажам вака народски, се што кажа се излажа, не би ме чудило да и повторно не обстои на својот даден збор. Второ, за една ваква сериозна работа, за ваква една сериозна проблематика, не се работи само за оставката, да се прифати оставката на Груевски, се работи за суштински промени кои што треба да ги донесе овој Конгрес. Се свикува Конгрес на брзина, само за 20 на дена. Впрочем, јас ќе ве подсетам и ќе ја подсетам јавноста што се Груевски зборуваше веднаш по самиот, по завршувањето на изборите, кога кажа дека треба сериозни и длабински анализи да се направат, па дури потоа ќе донесат одредена одлука, и после оние ноќни сеанси кај Иванов одеднаш му текнува, се појавува во еден од порталите, дава изјава дека ќе поднесе оставка. И наспроти тоа, после митингот кој што беше некли, ние слушаме дека се собрал извршниот комитет и донеле одлука за свикување на воден конгрес. Значи, пред целата македонска јавност и пред членовите на Централниот комитет
на извршниот комитет сакам да кажам две работи. Значи, начинот на кој што е свикан конгресот е нелегитимен, нестатутарен. Ке разговараме за тоа и околу тие елементи. Малку некогаш заморува таа процедура, но е и битна, но еве првата оценка. Не можете да говорите вие за редовен, за конгрес кој што треба да донесе промени, а при тоа да го свикувате нестатутарно. Значи, јас ќе се осврнам подоцна на сите тие одредби, бидејќи тоа доведува до други манипулации. Само да ги слушнеме првичните оценки на истото прашање, еве и од вас, господине Нокос. Овој пат може да се очекува дека навистина Груевски ќе замизне од челната позиција, како што е вообичаено од оние што ги прават сценаријата, како што беше и претходно, како што и дојде Груевски, исто така и ќе замине од прилика тоа истото сценарио, тие се истите игри без граници, кои што не се многу добро познати, кои што апсолутно повеќе не смееме да ги прифаќаме. Јас тогаш, кога го донесува Груевски на ваков начин, жестоко реагирав, меѓутоа тогаш имаше огромна затвореност на медиумите, не постоја социјални мрежи и тоа речиси никаде не стигна. Никој речиси не слушна. Кои се тие сценарии, да не бидеме мистични кон гледачите или оние кои што немаат добра меморија? Да, минатиот пат кажав за менување на управителот, да се остане истиот сопственик, да се смени управителот што ќе ги врши истите тие задачи. Именно ние веќе слушнавме дека онаа опција што сега се промовира е менување на Груевски заради неуспехот на локалните избори. Јас кажав, тоа е најбесмисленото нешто што може да се направи. Тоа апсолутно нема никаква логика, ниту е тоа некој неуспех, ниту тоа е причина за што може да биде заменување. Постојат длабоки причини за суштински промени што мора да бидат направени во партијата. А тоа значи демонтирање на целата криминална структура која што од почетокот имаше некоја застапеност, а денес веќе доминира и го презеде целото раководење, тоа е основната цел, и воспоставување на една вистинска десничарска партија која што ќе ги стави на чело вредностите на системот, слободата и правдата, која што ќе ги стави најспособните луѓе, спротивно од она што сега се случува. Груевски си ја заврши својата мисија, сите способни луѓе од партијата ги исфрли, донесе послушници и рамии, и тоа е пропаста на партијата и на Македонија. Ако ова продолжи, не само партијата, туку наборно на Македонија нема да има. Јункер кажа, Србија влегува до 2025-та, Македонија не влегува до 2025-та, а тоа значи, ако ја чекаме Србија, прашање дали воопшто некогаш Македонија ќе влезе или ќе биде. Од тука, овде се работи за еден навистина клучен исчекор што мора да се направи, не е прашањето воопшто за Груевски, оваа игра треба да се прекине. ВМРО-ДПМН беше воспоставена да биде десна партија, како овие партии што ги имаме во Хрватска, во Германија, партијата на Ангела Меркел. Партијата на Ангела Меркел не допушта несериозни луѓе да бидат таму начело и да се прават сметки со тоа да се стави наместо еден послушник да се стави друг послушник. И тука има една интересна теза околу ова менување на управителот и зошто управителот би имал интерес од тоа, но и тоа ќе го разговаравме. Господине Пановски, како вам ви се чини одлукава за свикување на Конгрес? Па не би сакал сега да се повтараме со претходните говорници. Исто ги гледаме работиве. Сметаме дека на брзина вака свикан Конгрес не може да донесе било каква суштинска промена, суштински исчекор во работиве. Очигледно е дека доколку Конгресот ја прифати оставката на Груевски, ја се сомневам во тоа. Доколку ја прифати, ќе биде поставен лидер на партијата на овој Конгрес по желба на досегашниот лидер. Значи нема ништо да се промени суштински и фактички тоа ќе однесе партијата во пропаст. Сметаме дека треба да не се брза со ова свикување. Ако веќе се свикува Конгрес... Чекайте сега малку, ќе почека малку Клековски, меѓутоа, бидејќи сите произлегувате од партијата, малку сте контрадиктори. Сите постојано инсистирате дека промените се неопходни, сега кога се најавуваат, е избрзано. Не, ова не се промени, прво, ова не се воопшто промени. Значи, промени ќе бидат ако на овој Конгрес се промени статутот на партијата, се демократизира партијата, заживеа внатрешно партиската демократија, почнат сите органи и тела, од најниското
најнискиот месен комитет до председателот на партијата да бидат избрани на непосредни тајни гласања. Со овој статут кој што го носи Конгресот, тоа е невозможно. Значи мора прво да се промени статутот и во таа насока ние сметаме... се согласите дека мора и од нешто да се почне, а тој почеток би требало да биде смена на... Ова очигледно нема намера. Значи, ако имаше раководството на партијата намера, можеше да ги повика Фродем, слободумни патриоти, реформатори, ја не знам ако има уште некои ветерани, значи да седнеме сите заедно и да видиме што е најдобро за партијата. Сметаме дека доколку биде демократизиран статутот на партијата, доколку врз основа на одредени принципи се постават работиве, не само да биде она со мурта и курта работава, доколку се ограничат правата на председателот на партијата. Пример, 2 мандата да му се ограничи неговото и да мора после да го остапи своето место, али статутарно, тоа да се внесе у статут. Само на тој начин може партијата да оди напред. И ред други работи кои што ги кажа и професорите. Значи, ВМРО сметнам дека треба Добро, ќе ве врата подоцна на таа теза менување на управителот, меѓутоа не може тоа вие што го барате без стечајен управник, но еве да го слушнеме Клековски, бидејќи е што би се рекло посматрач и познавач на состојбите, но однадвор, а не како вас дел од поранешните структури на партијата. Па јас не би поставил дилемата или, јас би поставил и. Значи, потребите за демократизација на ВМРО-ДПМН, која не е само потреба за демократизација на ВМРО-ДПМН, туку на сите големи партии во Македонија, не исклучува дека може би во транзицијски период ќе има друго раководство што ќе ги подготви тие промени. Јас повеќе пати нагласувам дека демократизацијата во Македонија има неколку круга. Првиот круг е односот меѓу политичките партии и граѓанското општество. Не би го разбирал тоа. Второ е заробеноста на политиката од големата четврка. Сега малку четвртиот играч ДПА е разнишена, ама генерално последните 20 години има договор меѓу овие 4 партии преку изборниот законник да не дозволат демократизација на политичката сцена. Еден од битните аспекти на демократизацијата е да пратениците имаат тежина. Доколку пратениците се наоѓаат на пратеничките листи исклучиво заради желбата на раководството, а не заради изборот на граѓаните, вие немате парламент што ќе биде контролен баланс. Значи, промени на изборниот законник се исто така потребни за демократизација. И на крај доаѓаме до самите партии. Имаме еден систем каде што горе-долу има некоја имитација на влада. Значи, председател на партијата предлага извршен комитет и централен комитет. Наместо да биде обратно, централниот комитет да избира извршен комитет и председател, ако одиме на избори организирани во органите. Значи, имаме на позиција кај што председателот горе-долу ги одредува делегатите на Конгресот и делегатите после го избираат тој што треба да биде избран за председател. Ова, се што го кажувам, не може да се направи без неколку месеци дебата. Еве, например, банално прашање, дали ќе се ограничи мандатот на председателот. Ангела Меркел нема ограничен мандат. Ако веќе реферираме на модерните германски партии. Од друга страна, веројатно е потребно да се дебатира дека скоро сите десни партии во регионот, значи и Неа демократија, грците ни се најблиски до менталитет, предпоставам, или ХДЗ, во Хрватска веќе имат избори организирани, директни избори, каде што членовите на партијата директно гласат за председателот на партијата, што веројатно покажува кој има најголема мобилизирачка моќ во самото членство. Јас не верувам дека ова сето може да се случи преку ноќ. Веројатно поблизу ке моделот од Хрватска, каде што трансферот на власта од Санадер на Јадренка Косор, а потоа воведување на сите промени во статутот во ХДЗ пореално да се тоа е вистинскиот пример кој што доаѓа до таа теза дека до моето прашање кај сите вас зошто да. И само едно, и Лјупчо Георгиевски мислеше дека ќе остане собственик на партијата, дека го менува управителот на партијата. Јас не верувам дека било кој да биде избран за председател долго време ќе остане под контрола на некои
нелегитимни интереси внатре. Кикеровски, зашто не може оваа ситуација која што ја зборува Клековски а не или? Не, сега треба да биде или. Апсолутно нема или ќе остане Груевски, односно негов послушник кој понатаму начело на партијата и ќе продолжи така да функционира партијата како што продолжила, или пак радикално ќе расчистиме и со груевистите и со груевизмот во партијата. Значи нема и. Само дозволете, морам да ви реплицирам, бидејќи рековте дека сме контрадикторни. Прво да се разбереме, ние не бараме смена бидејќи за тој за нас и за многумина е некредибилен лидер и тој фактички апсолутно не ни е значаен. Значи не бараме само тој да се смени на негово место да дојде негов послушник, односно соучесник во сите оние случувања досега. Значи тоа не смееме да го здодолим, ние бараме промени во партијата. Второ, Конгресот не е акционерско друштво, не е акционерско собрание, па да му текне на председателот на управен одбор, да го свика акционерите кога ќе му текне и како ќе посака. Конгресот си има, партијата си има свој статут кој што јасно и гласно вели како се свикува редовен, како се свикува вореден конгрес. Понатаму, не може тој да кажува кои ќе бидат акционери. Акционери може да кажува во приватна фирма кај ќе бидат акционери, меѓутоа ако досега се толерираше, сега сакаме да ја вратиме партијата на членството и да кажеме има критериуми да се направат од страна согласно статутот онака како што пишува, каде што Конгресот ќе ги одреди критериумите за избор на делегати. Во една ваква ситуација каде што тој преку ноќ му текнало или како резултат да избрза да ги исполни она што е договорено во тие ноќни сеанси, се обидува преку ноќ да ги свика истите луѓе на оној приватен конгрес како што ги имаше во Куманово и сега повторно да продолжи по истиот тер. Значи ние не смееме тоа да го дозволиме. Ајде една друга теза. Зошто прејудицирате? Може одма да реплицирам, значи во многу скоро историја. Не прејудицираме, тврдиме. Беше тврдено дека Емил Димитриев ќе биде само формално премиер до не се врати Никола Груевски на вас. Се врати Никола Груевски на премиерската позиција? Не. Значи... Не, ова се други работи, вие што ги споредувате. Значи, ние збориме за не сакаше да се врати тој. Да му дозволи, мислите, немаше да се врати. Дали мислите дека не е подобро да се забрза промената? Да се забрза, меѓутоа согласно одредбите, согласно процедурите демократски. Ние не можеме да дозволиме оние што го бирале повторно него да го бираат. Тие што треба да бираат тој што ќе го нареди, тој да каже кои се тие што треба да го изберат. Значи, сакаме демократија. Делегатите се исти, меѓутоа, зошто еве со вокабуларот сите што ги имате акционерско друштво и така натаму, можеби си го заслужи тоа партијата, велите менување на управителот. Менување на управителот, а газдата би останал ист. Зошто газдата, ако е газдата Никола Груевски, би имал интерес воопшто да менува управител и да остане газда, кога во моментот му се случува нешто што тој никогаш не би си го посакал себе. Организира протести на кои што не може да собере 200 луѓе, има багаж од негативни квалификации за партијата кои партијата ги немала како никогаш во историјата и има потенцијален конфликт од идни внатре партиски судири кои што би произлегле од пресудите на СЈО, од сето она што ќе се случува како разврска на настаните на 27 април. Дали не е Груевски всушност во обратна ситуација да бега од сиот тој товар и да ја предаде функцијата на друг? Вашиве ставови упатуваат на тоа дека однапред вие сметате дека тој што ќе дојде ќе биде практички октроиран, без оглед кој би бил. Не, ја мислам дека сте грешка голема. Груевски единствениот адут во неговиот ракав е председателското место на партијата. Со тоа може тој да се пазари со меѓународниот фактор и со судските органи во државата. Ако не е председател на партијата, тој ќе биде обичен човек и ќе се терат сите тие процедури. Соопштение не може да пушти ако е обичен човек. Значи, мислам дека погрешна ви е тезата, се извинувам. Не, ворете, јас ја поставив обратната теза од вашата. Значи, на ВБР му е потребно конгрес кој што ќе ги сплоти сите. Освен оние кои што си имаат работа со судските органи, со истраги разни и така натаму. Значи, мора да бидат сите вклучени во изборот, како би од ова би искочил појак, а не послаб. Ако сите се вклучат во изборот, ако изборот биде легитимен, значи со пропишани правила на игра кои што некое тело кој што би влегле од сите овие што ги спомнав преска структури,
кои што би го подготвиле тој конгрес, кај што би се пропишале правилата за игра, кај што ќе има внатрешно партиска демократија во смисол сите што ќе бидат кандидати за претседатели да одат по општинските организации, да се представат и бидејќи во моментот во ВМРО легитимни се само претседателите на местните комитети. Сите други се нелегитимни. Сите се именувани од еден човек. И делегатите 529 на конгресот во Куманово, кои што сега повторно би биле, бидејќи имат мандат 4 години, ова е вореден конгрес, делегатите не се сите избрани како лубеница тамо, како што ги бираат на пазар, од еден човек. Значи, што очекуваме ние од тие делегати? Чест Новковски, пак Лековски, оваа теза предизвикува различни ставови. Тоа акционерското друштво, јас спомнав за собственикот, значи Груевски не е собственикот, тој е управителот. Проблемот со ВМРО ДПМН и всушност многу пошироко во Македонија е достапноста на ресурсите. Ова не е вистинска партија, затоа што членството нема достап до ресурсите со кои што ќе функционира партијата, има определена олигархија која што ја управува партијата. Тоа е суштинскиот проблем. Ние воопшто имаме едно олигархиско општество, се е контролирано од мала група на луѓе, сите ресурси се таму. Така. Многу добро знаеме, ние се обидовме многу работи, не можеш да излезеш на политичкиот пазар, затоа што сите ресурси потребни за да се пласираш, се во рацете на ограничен број на луѓе, и тоа е случај и со фирмата ВМРО ДПМН, која што не е партија. Партијата не функционира така. Ова е компанија која што си има газди и кои што си ставаат управител, сега решиле дека управителот Груевски треба да си замени и треба да се стави друг управител на кој што му е подготвен теренот. Реков, Груевски ја заврши одлично својата задача, се што беше способно во ВМРО ДПМН, се што беше идеолошки чисто, се што беше со вредностите на системот, ги отстрани од функциите, од позициите, сега се тврди послушници и арами кои што добиваат чисто наредби. Сега доаѓа друг вид на управител кој што треба да управува со нив, спротивно од овој профил што го имаше Груевски, а тоа е сепак некој профил на некоја идеологија, да се замислува дека е голем лидер, голем патриот, го враќа времето на антиката во наше време. Тоа веќе не е потребно, тој си ја заврши својата задача, може да си замине и да дојде некој кој што директно ќе биде извршител, што ќе ги спроведува сите барања на собствениците. И тоа е она што јас барам да се прекине. Тезата на професор Новковски е малку различна од тезите предходно, бидејќи Новковски тврди дека нема Груевски да си го избере наследникот, туку наследникот ќе го избере структурата што контролира партијата, која е веројатно малку поголема група на луѓе отколку самиот Груевски. Да, кои се собствениците? За промена на таквата олигарскиска структура не може да се случи преку ноќ. Тоа треба навистина дебата, промена на статут, промена на целиот систем на избори, бидејќи осим, како што кажа Михаил, осим претседателите на местни комитети, нема ни еден друг функционер кој е избран од членовите. Туку се сите обставени во некаков премиерско-председателски стил, дека горе-доле председателот ги предлага членовите на извршниот комитет и на централниот одбор и веројатно и делегатите. Меѓутоа, од друга страна, ние можеме да во нашата историја посведочиме дека имаше промени кои ни изненадија, барем персонални, значи не барем структурни промени. Значи, јас сум убеден дека Лјупчо Георгиевски не веруваше дека долго Никола Груевски ќе биде председател на партијата. Јас знам лично дека на одредени министри им рекол нека биде детето една година, после ќе се вратиме ние. Ово го имам едно од министри на тогашната влада на Лјупчо Георгиевски. Исто ја верувам дека никој не веруваше дека Бранко Цренковски ќе отиде без збор. И веќе четврта година нема да чуеме збор од него. Сите мислеа дека ќе има окториран председател СДСМ. Иако жртвуваше многу луѓе како лидери, мора да се призна. Меѓутоа да не се враќаме на него, до публикувањето, до конечното публикување. Завршена тема. Јас верувам дека може да биде реално публикувањето на Никола Груевски. Сега прашање дали тоа ќе биде демократско или не. Со овој статут веројатно многу тешко. Меѓутоа дали не е тогаш неопходно да збориме за транзицијски период? Дали може веднаш да има
Демократска соција, не можам да кажам бидејќи не сум внатре во партијата и не ја знам структурата. Ајде да ги слушнеме само еве официјално раководството молчи на партијата, меѓутоа еве попладнево на протестите своји изјави дадоа дел од членовите на извршниот комитет и пратеници. Антонио Милошовски и Ане Лешковска, членови на извршниот комитет и пратеници, и Благица Ласковска. Да ги слушнеме нивните оценки и очекувања. Очекувам делегатите да одлучат кои ќе бидат луѓето кои што тие сметаат дека се вредни во оваа ситуација да бидат кандидати. Сепак оставаме на кандидатите да ја донесат конечната одлука кого ќе поддржат и кого ќе изберат. За друго не би имал некој коментар. Има една заедничка позиција дека најважно ни е овој потек што е најавен да се случи, и втората работа која што ни е приоритет е кохезијата во партијата да се зачува на едно високо ниво како што е и во сегашниот момент. Кандидатура за лидер може да поднесе било кој член на ВМРО ДПМН со поддршка и подписи од 30 луѓе кои што имаат право да се учесници на конгресот на партијата, така да зошто да не има и повеќе кандидати. Сепак големи шанси од оние имиња кои што се типуваат, Никола Поповски, тие се имиња кои што ги типува јавноста. Јас не би сакала да лицитирам воопшто со имиња. Меѓутоа сепак ќе биде човек од партијата. Најавената оставка на претседателот Никола Груевски е негов личен чин и немам друг коментар. Да оставиме да се случуваат работите онака како што треба внатре во партијата. Каква е атмосферата? Дали веќе се чувствува некаков бранда, односно дали се подготвуваат кандидатури за нов лидер? Па се уште не чувствуваме некоја негативна атмосфера, се консолидираат работите полека, но да оставиме да течат работите онака како што треба внатре во партијата и се надевам на конгресот на најдемократски начин да се избере претседател на партија. Ете, тоа беа дел од првичните коментари, први, бидејќи официјално раководството молчи. Еве, кој се вашиот коментар на овие очекувања на актуелните функционери, дека се ќе тече демократски, во најдобар ред, ќе победи најдобриот, што значи веќе овие членови на извршниот комитет се, за разлика од вашиот скептицизам, веќе спремни да му кажат на 23-ти збогум и благодарам на Никола Груевски. Да, тие се спремни да се збогуваат со него, меѓутоа спремни си да го прифатат оној кандидат кој што тој ќе го наметне. Бидете сигурни. Значи, ние овие демагогии ги слушаме 10 на 11 години од различни постави, од причина што се бираа луѓето кои ќе бидат пратеници, кои ќе бидат во извршниот комитет, и таму нема случаен човек, таму нема човек со своје ја кој што некогаш се спротивставил на одредена одлука, колку и да била неправна, а многу неправни одлуки поминале, недемократски одлуки поминале, и сите тие на некој начин се соучесници премолчувале на целокупните овие случувања, го премолчувале, дури и го штителе криминалот кој што се случувал пред нивни очи. Понатаму, исти овие луѓе треба да објаснат со кое право тие говорат за демократија, со кое право говорат кога се однесуваат пред се недемократски. За многу постапки досега, а впрочем и постапката која што ја донел одлуката за свикување на извршен комитет, за свикување на конгрес и извршниот комитет. Одлука, значи, носи Централниот комитет. Јасно е пишано на барање на најмалку една половина од членовите на Централниот комитет може претседателот да свика. Значи, има одредена процедура. Таа процедура е направена се со цел за да се овозможи на тој конгрес да бидат избрани делегати по демократски пат. Тука е суштината, апсолутно. За вореден конгрес нови делегати не се бираат, остануваат според статутот тие што се старите. Еве, ако ова голем прекршок може формално да се смени утре веќе. Утре веќе може формално да се смени и ЦК да донесе одлука. Што тогаш би било? На еден таков конгрес, каде што од 560 делегати, само 20 или 30 не. Па јас знам 560 запишав. Не е важно. Каде што 20 или 30 гласале против. Што мислите, дека тие луѓе сега ќе гласаат против? Па тие беа бирани. Впрочем, одлуката за моје нестатутарно исклучување е стравот да не се појавам на тој конгрес и да не ја пореметам таа бројка, како што им ја пореметив на конвенцијата за избор на претседател.
Тоа е суштината. И сега каква демократија кога со истите луѓе кои што се бирани, кои што се нивни луѓе, таму нема случаен човек. Најголем дел ви се пратеници, членови на извршен комитет и луѓето кои што директори по јавни предпријатија и луѓето што тие ќе ги изберат. И сега тие луѓе послушници ќе треба да одберат човек кој што ќе се појави слободно на конгресот, кој што ќе се појави кандидат да биде за председател. Впрочем, не е битен само председателот. Таму треба да се смени цел извршен комитет. Понатаму, Централниот комитет треба нов да се избере. Треба да се промени радикално курсот на партијата, да се врати на позициите, да врати идеологијата, да се врати на демократските принципи. Јас ви тврдам дека вака организиран конгрес ќе биде конгрес на разединување на партијата, значи партијата на наредните избори. На овој начин, со вакво избрано раководство, ако освои повеќе од 20, спремен сум да се кладам со било кој во државата, дека не може да освои повеќе од 20 пратеника. Значи, ова оди кон создавање, она полека тивка умирање, како во народна или некоја друга. Значи, сметам дека конгресот треба да формира некое тело кое што ќе биде задолжено да го промени статутот и да статутарно биде дозволено да повеќе кандидати учествуваат во изборот и изборот да го изврши целото членство. Не може 529 луѓе избрани од еден човек да одлучат во име на 150.000 членство. Значи има начин, сите нека гласаат, нека има внатрешна партиска кампања, сите што ќе бидат кандидирани, нека идат, нека се представат кај членовите, нека се гласа. Што има лошо во тоа? Од тој процес ВМРО ќе искочи единствено и ќе може да се посвети на сите значи неправилности што ќе ги прави и ги прави оваа влада сегашна. Но тоа би предпоставувало во меѓувреме некаков, како што некој спомна, стечаен управник. Не. Бидејќи со ова раководство, ако сте констатирале дека не може да се функционира како стечаен управник, тоа го кажуваат тие што не сакаат внатрешно партиска демократија во партијата. А после би сакал, ако може, загатна Клековски, некој работи, значи, главниот проблем да го загатнеме во државата. Финансирањето на политичките партии. Тука е изворот на целиот криминал и она што го кажа професорите, што го кажа не знаме, акционерски друштва, ти реков ми рече... Да, и имам и за тоа прашање, што е всушност ВМРО ДПМН за вас и што вие браните од ВМРО ДПМН зградата, парите, меѓутоа да не одиме. Колкошка јајца дискусија, ке се вратам после на изјавата на пратениците. Значи, ако овој извршен комитет и овој централен комитет нема никаква довеба, како што се вели тука, како се очекува тој истиот да ги спроведе реформите? Затоа ја верувам дека е возможно да се направи транзицијски период. Бидејќи мислам дека е важно во овој момент да настане промена. Или замена, нека не е промена, нека биде само замена, пошто промена подразбира суштински. И дека ќе се постигне договор, дека за 18 месеци. Со кои луѓе? Со истите луѓе, тие што досега. Ова е суштината, нема друга суштина. Зошто Антонио Милошевски не е легитимен? Значи на неколку изборни кругова постигнал добри резултати. Не збориме за личности. Не во не збориме за личности, нема кривична за принципи. Нема кривична пријава. Мораме да дојдеме и до личностите, бидејќи не, вака, значи овој вика ни еден од извршниот комитет не може да биде. Антонио е член. Вие заборававте како тој наредуваше на судии да донесат одредена судска одлука. Заборавате, а другите афери што се вртат за него. Има ли случај против него? Дали има? Па најверојатно ќе има. Ако има предмет, нека... Крај крајава битно е дека тие ниту еден збор за сето она што се случуваше, и криминал, и афери, и местење на луѓе, тие не кажаа ниту еден збор против. Не дојдоа во одбрана на оние кои што туку напротив учествувале во сите сценарија на местење на луѓе, на корумпирање на медиуми, на корумпирање на гласачи, на манипулирање со гласови. Сите тие луѓе од тоа раководство, од тој извршен комитет молчеле, поддржувале нешто што не е за поддржување. Како сакате да биде тој кредибилен лидер утре на ВМРО ДПМН? Да продолжи по истите стапки за транзицијски период во кој ќе биде договорено што е целта на транзиција. Не може да. Меѓутоа вие не заборавајте кога сега ги редите злоделата на дел од овие луѓе, не заборавајте дека на пример и Никола Груевски беше чуварот на касата на Љупчо Георгиевски за која што подоцна дознавме исто така за многу афери од типот на Македонска банка и така натаму. Значи, видете вака,
Еве да бидеме конкретни. 4 имиња се спомнуваат. Христијан Мицковски, Илија Димовски, Никола Тодоров, Антонио Милошевски. Зошто сметате дека ниту еден од нив... Зошто не може да има и 5 и 6 кандидат? Може да има и 10. Ова се, например, 4 имиња кои во моментов се споменуваат и зошто сметате дека било кој, ако биде избрано до вие, би бил октроиран. Не може да бидат прифатени од членството тие. Може од дел од членството ќе бидат прифатени и тоа помалиот дел од овие 200-300 што излагаат да протестираат. Или од колку таму колку има, или до 2 колку се со сила донесени како прексиноќа. Значи мора да биде избрано раководството од целото членство. Ако сакаме смутување, секој што ќе биде поразен на такво гласање, ќе ги поддржи, нека бидат значи и овие што ги спомнавте вие. Ја немам ништо против. Немам ништо против никого, против кој што нема значи некоја пријава или не се влече по судовите. Значи не значи дека сите што биле во раководството дека се биле, значи има надлежни органи во државата што ценат кој направил нешто криминал и ќе си ја терат постапката. Тие што немаат, значи во ВМРО, тие што немаат не се судот или СЈО или кој таму обвинителство не води постапка, нека си биде. А за сите што се води постапка било каква, да не можат утре да бидат членови во ниту еден раководна структура на партијата. Може да бидат само обични член. Клековски. Мислам дека се подценува дека сепак добар дел од овие луѓе ја се во партијата X години, 20 години, и дека се легитимирани. 20 тројца. Па еве еден од тројцата, Антонио 97 го гледам активно. А другите? Нема, ама Антонио е еден од кандидатите. Нема, Антонио е еден од кандидатите. Зошто Антонио не е легитимен кандидат? Ја не реков дека Антонио не е легитимен. Антонио е многу легитимен кандидат. Израснал во партијата. На партијата може да биде лидер што израснал во таа партија. А не некој дојден од, не знам, од ЛДП или од таму, од кај од СДСМ. Да, но тоа беше и моето прашање. Еве, кој е профилот моралното според право вас на такви луѓе кои што учествувале во сите и молчале за сите овие дења да се стават во улога на лидер на партијата? Кој е моралното право? Кажете ми. Што сакаме? Продолжување на по истиот трг да работи партијата со истите луѓе, со истите навики и створени. Сите сакаме да стигнеме до негде понекаде. Прашањето како ќе стигнеме до таму? Да. Професоре, токму тоа беше како се го постави, но тоа не е прашање, не постои проблем кој што е прво кокошката или јајцето, тоа е познато. Јајцето е прво. Од диносаурус јајце, мутант станува кокошка. Тоа е чиста работа. И овде е чиста работата. Нема тука што прво, што второ. Прво е, сите овие органи се нелегитимни. Внатре има луѓе што се под прогон за тешки кривични дела. Значи, тие не треба да бидат таму. А и тие што се со нив, и тие не треба да бидат затоа што седат на иста маса со такви луѓе. Затоа што не ги изфрлиле. Затоа што јас Илија дапати ги повикав, изфрлете ги тие. Не е работата СЈО кога ќе ги осуди. Не, ова е партија. Ако биде партија. Ако е тоа мафија, се знае, мафијата вика, тој не е виновен. Тој седи до мене, тој не е виновен, тој не е криминалец, тоа е стилот на мафијата. Политичарот не вика така. Политичарот вели поднесо оставка. Оставка, штом те гонат, нека каже судот, јас ќе се вратам кога сум чист. Така чист се враќаш. Така што и едните и другите, и тие што молчат, и тие што се инволвирани во, значи се веќе во процеси за тешки дела, и тие што се покрени што молчат, а уште повеќе овие што се јавуваат да ги бранат, затоа што се знае кој е патот. Има адвокати кои што кажуваат тие не се виновни. Партијата не кажува дека тие не се виновни. Не може партијата да каже тој не е терорист. Адвокатот ќе кажува. Судијата обвинителот како? Партијата кажува, во оваа држава кој човекот таму, ние не можеме ништо да кажеме за него, ќе се водат постапки. Тие сега што се јавија на телевизија, тие требаше да кажат сите наши колеги што се повикани на суд. Ги повикувам да излезат од раководните места, да ја докажат таму својата невиност кај што се докажува. Со тоа автоматски се валкаат сите самите себе си. И овие не се затоа легитимни, од тога изборот нема да биде легитимен. И вистинската постапка е
членството да побара сите органи да се распуштат. Да се кој ќе води партијата, кој ќе се распушта? Од што ќе се почне? Ето ова што ќе се формира. Многу лесно. Ќе води партијата. Многу лесно. Ќе се направи управувачки некој комитет во кој што ќе влезат представници од сегашниот еве извршен, нека влезат неколку, нека влезат од Фроден, нека влезат од слободумни патриоти, нека влезат од реформаторите, од ветераните, ќе се направи едно тело од 10 на 15 луѓе кои што немаат хипотека, кои што ќе имаат за задача да го спремат статутот и во еден одреден временски период, краток од неколку месеци, да ги спремат сите акти што се потребни за избор на ново раководство на најдемократски начин. Тој што ќе победи и сите кандидати писмено да се обврзат дека ќе го почитуваат изборот. Најдемократски, нека се стават на секоја кутија таму човек што ќе ги нивни, што ќе ја чува кутијата и да го признаат изборот. Сега велите ова нема да донесе до тоа што вели Антонио Милошевски кохезија, туку разединување. Но има еден факт. Секој кој што се одделил од ВМРО ДПМН да формира нова партија, завршил неслав. Можеме да ги броиме колку се. Ама тоа нема врска со тоа нема врска со. А секој што останал завршил катастрофално неславно, како тежок криминалец, мафијаш, терорист. Значи овие како партии кои што изгубиле на избори, а знаеме кај нас како се губи на избори, и деле со местење, деле со купување, деле со притисоци. Така е губење, значи не е никаква срамота да изгубиш на избори. Тоа е како на фудбал. Фудбал си изгубил надпревар, во ред си го изгубил, никој не е срам. Срамотата е да местиш надпревари. Срамотата е да крадеш. Ова е најголемиот ужас што се случи. Значи, најнеславно, најужасно помина оние што останаа во фирмата, тоа веќе не е партија. Тоа веќе се ближи кон, веќе во голем дел има структури што се веќе криминални, се ближи кон таква некоја организација. Тие најлошо поминаа. Ништо не е неславно да изгубиш избори. Нема кој не изгубил избори, не знам, и Черчил губел, Митеран 5 пати губел додека да стане председател или така натаму. Тоа е нормално во политиката. И тоа после добивање на избори. Тоа е нормално. Ова е ужасот. И тоа е, таму е срамот, таму е ужасот, тоа е нешто што мора да се прекине. Ја би можел као адвокат на ѓавот, не затоа што верувам во тие работи, најмалку две работи тука да оспорам, ама прво ќе сакам да ги скоментирам изјавите. Оно што мислам дека може верно да се коментира изјавата на Антонио Милошевски, прво дека ќе има промена, пошто уште многумина не верува дека ќе има промена на ВРОТ или замена, пошто промена може да значи подлабоки процеси, бар ќе има замена на ВРОТ на ВМРО ДПМН, мислам дека изјавата тоа значи. Така може да се толкува. Втората работа е дека не е баш толку едноставна работа. Кон збори дека има потреба да се задржи кохезијата на партијата, значи дека во моментот нема единство околу можен кандидат. Значи веќе имаме повеќе можни кандидати. Еден од базичните услови на демократија, условно да кажем, е да бидат конкурентни изборите, да има повеќе кандидати, да има 2, 3, колку треба кандидати да има. Мислам дека изјавата на Милошевски е толку во таа насока дека не е јасно кој кандидат ќе обезбеди најголема кохезија на партијата. Мислам дека сите кандидати имаат различни, овие што се спекулираат, имаат различни позиции. Јас се уште не гледам ништо лошо да има замена во моментот и избор на кандидат кој е стеретен од хипотеките, значи се подразбира да не биде дел од процесите кои се одвиваат во специјалното јавно-обвинителство. Ние не се разбираме, значи ние кажуваме дека овие делегати не можат да изберат лидер, независно дали ќе има 1, 2 или 6 кандидати. Значи овие делегати се нелегитимни да извршат избор, бидејќи се сите именувани од еден човек. Значи не можат тие да изберат. Бидејќи тој човек кој го ќе им каже, тој ќе го избере. Тоа е демократија. Зошто тогаш Антонио Милошевски збори за кандидат кој ќе задржи кохезијата? Ма не може кохезијата. А кој ќе ја задржи кохезијата? Тој говори за оние кандидати 4 кои што ги шпекулираат пред се новинарите и кои што се во врвот на партијата и каде што секој од нив се гледа иден лидер. Тоа е проблемот на Антонио, кој што цело време ја бара кохезија. Ја бара кохезијата меѓу оние 1000 или 1500 луѓе кои што протестира. Толку се поддржувачите.
Кохезијата треба да се задржи меѓу цело членство. Меѓу 150.000. Меѓу 100, па и гласачите ако сакате, ако меѓу целата онаа бројка која што имаше. Тука треба да се задржи кохезијата, односно да се вратат сите оние разочарани. Кохезија не може да задржат 4-5 луѓе кои што меѓу себе се гледаат сега најголеми ривали. Јас знам битни членови на ВМРО-НП и на Обединетни за Македонија кои би се вратиле во ВМРО-ДПМН во истиот момент кога Никола Груевски нема да биде председател. Значи, разговараме за исто. Ирелевантен е Никола, свршена приказна е Никола. Немојте. Би се обидели вие да лобирате меѓу делегатите, да излезете со свој кандидат? Апсолутно, пред овие делегати нема лобирање. Тие се избрани по пети пат, кажувам, од еден човек. Како ќе дигне главата? Како ќе му видат раката на тој човек? Прашањето како е да надминиме го кажа. Не може, ја ви кажам како. Управувачки комитет се формира. Ова све зависи од добрата волја нивна. Ако го сакаат доброто на партијата, ама зашто да не го поканат ВМРО-НП? Зашто да не ги поканат Обединетни? Тоа се други политички партии. Ама и Фродем е посебно регистриран. Не, Фродем не е политичка партија. Вака, прво разберете, Фродем не е политичка. Тоа е здружение на граѓани кое што е формирано за демократизација на партијата, согласно одредбите од статутот. Тоа што на Груевски не му одговараше да некој побара оставка од него и да го демократизира, професорот многу добро знае. Впрочем, него му одговараа милитантни и парамилитантни здруженија да ги формира и да ги поддржува, а не му одговараше здружение на граѓани од ВМРО-овци кои што го формираа за да побараат негова оставка и да побараат демократизација, меѓу другото и промена на статутот. Тоа е суштината. Тука правиме кратка пауза за реклами и се враќаме со она, иако не ја решивме дилемата како до промена, меѓутоа со предизвиците што ќе ги носи промената или, како што рекоа дел од гостите, замената во раководството на ВМРО-ДПМН, која што очигледно сепак ќе се случи. Назад сме во студиото со дебатата во која и натаму трагаме по одговорот замена или промена на лидерската позиција на ВМРО-ДПМН. И пред да продолжиме, едно подсетување за сите, кратко, за сите предизвици низ кои помина партијата, низ неколку кратки коментари на колегата Зоран Димитровски. Значи, од самото основање ВМРО-ДПМН, иако дознавме тоа години подоцна, многу истражувачи, луѓе аналитичари и некои што беа директно од безбедносните разузнавачките служби, рекоа дека дел од формирањето на ВМРО-ДПМН, како партија која што е национална, биле инволвирани и старите служби на поранешна УДБА, и што ми имате инволвираност на разузнавачките и безбедносните служби во една политичка партија, кои што претходно служби работеле со емиграцијата, каде основачите знаеме дека беа Драган Богдановски кој дојде од емиграција и овдешната екипа на млади јуноши на чело со Љупчо Георгиевски, Борис Мејковски. Видовме после тоа за некои од тие ликови дека беа директна инсталација на македонските служби, инсталирани внатре со цел да направат одреден раскол и партијата ВМРО да ја следат тие расколи. Втората објективна реалност е дека таа партија има свој идеолошки проблем од почетокот. Значи, идеолошкиот проблем се состои прво од тоа дали е на чиста македонска линија или пак партијата ја инклинира кон некакви историски реминисценции кои што се поврзани со источниот сосед со Бугарија. Знаеме што била историската ВМРО. И од тие причини тоа некако се провлекува низ 90-тите години. Ние знаеме дека се познати оние судири на така наречено бугарофилско крило кое што е така наречено македонистичко, од кое излегуваат подоцна други партии. Третиот елемент кој што исто така мислам дека е многу важен е каков е односот на таа партија кон некои прашања кои што се клучни за Република Македонија, значи во контекст на незината врзаност со Запад, односно врзаност со меѓународниот фактор. Значи дали таа партија е прозападна, дали е просуверенистичка, националистичка, происточна. Значи седо Конгресот во Кичево 95-та година држи една таква антиалбанска матрица. Тоа прашање, односот кон албанците и односот кон меѓународната заедница
секогаш било проблем на конфликт во ВМРО ДПМН. На кои идеолошки политички линии ќе биде таа партија. Мислам дека тие поделби имаа свое влијание од една страна поради тоа, но второто влијание беше сериозно на безбедносните служби што сакаа да го растурат тој врв. Важната определница на таа структура на Георгиевски, со доста Димовска тогаш, со Борис Трајковски подосна како председател, беше сепак Македонија да се сврти кон одредени евроатлантски структури. Изборот на Никола Груевски за лидер на ВМРО ДПМН од страна беше октроиран, значи од страна на Љупчо Георгиевски. Но од една страна беше октроиран, од друга страна беше и поддржан од меѓународниот фактор. Георгиевски им го даде човекот кој што го сака, условно речено, на запад. Никола Груевски беше еден прагматичен министер, меѓутоа беше чувар на касата, ако се сеќавате, на финансиска, и кој што ја наследи добро и празна, меѓутоа беше и чувар на тајните. Беше чувар на тајните од 2000 од првото раководство на ВМРО ДПМН, односно првата влада на ВМРО ДПМН. Тој конгрес беше наместен и таму се знаеше дека треба да победи Никола Груевски. Значи, да не бидеме сега ситничави, слични работи се случуваа и во СДСМ со долги години. Значи, наследството на лидерите се бираше од страна на султанот, тогаш беше Султан Георгиевски, и тој го определи својот наследник. Но мислам дека сепак неговата проценка беше погрешна и во контекст на тоа дека Никола Груевски веднаш ќе му заврти грб. Голема помош во тоа што се случи победа на Никола Груевски, односно на струјата на Никола Груевски на таму, е фактички што имало одредена помош и од тогашната актуелна власт, од незините министри за внатрешни работи, дека и други некои ликови, банкари и така натаму се споменува, кои што помогнале во обезбедување на одредено мнозинство, нели, да добие за двајца делегати фактички на тој собир, на таа конференција, струјата на Никола Груевски. И еве тоа беше еден краток сублимат низ кажувањето на колегата Зоран Димитровски низ сите на дел од премрежијата низ кој поминуваше ВМРО ДПМН и низ кој очигледно ќе помине. И сега ако се обидеме да направиме некои точки кои провејуваат понатаму, е она што тој за почетоците го зборува како служби, а сега можам да го препознам или го наметнувам како теза, како паралела во тезите на професорот Новковски сега за газди. Идеолошките проблеми и позиционирањето кон Западот. Македонија во моментот е во една специфична фаза, го имаме почетокот на расчистувањето на еден од најмрачните денови во македонската демократија, 27 април. Имаме една многу нејасна позиција на ВМРО ДПМН. Од една страна излегување на протести кои што се малубројни, мала група на поддржувачи на Груевски, дури од најтесното раководство околу него. Прво, што тоа говори и колку, без оглед дали ќе има замена или промена, бидејќи не можевме да се договориме во првиот час време дали ќе има замена или промена, колку ова ќе биде предизвик за таа замена или промена. Јасно да се позиционира прво кон 27. Еве од нас. Ќе бидам многу краток и јасен. На Македонија е потребно јако ВМРО ДПМН. Доколку не биде јако ВМРО ДПМН, ќе немаме опозиција и оваа власт ќе забега исто кој што забега ВМРО ДПМН за 11 години. Што е за вас сега денеска ВМРО ДПМН? За кој ВМРО ДПМН се борите? За зградата, за името, за идеологијата? Ако може да завршам. Значи, јако ВМРО ДПМН ќе имаме само под услов сите да се сплотат, да се организира конгрес кај што ќе партиципираат, значи, сите, да се организира некој, да се формира некој управувачи комитет што ќе ги сплоти сите, фракции или како да ги крстам, не знам, кај што ќе се избере председател, цело членство и од тука ќе искочиме појаки. Втора работа. ВМРО ДПМН мора да ги почитува судските органи во Република Македонија. И СЈО и основното јавно обвинителство. Сите функционери на ВМРО и членови што имаат
било какво замешателство, било каков процес, треба своето членство значи може да бидат само членови обични. Доколку судот одлучи дека имотот, зградата, дел од имотот е стекнат на незаконит начин, ќе си го земе државата назад и тука нема љутиш. Сите што имаат удел во тоа, ќе си одговараат. Значи, ВМРО мора да искочи чисто пред народот. Сите незаконски работи треба да се трнат на страна и секој што бил замешан индивидуално ќе си одговара со име и со презиме. Не може ВМРО ДПМН како партија да биде одговорна за работи што правеле поединци. Сите значи криминали или што да како да ги крстам, имаат име и презиме. Има инстанции во оваа држава и тие нека си ги решаваат сите работи. И ВМРО ДПМН мора нови народ значи да му се извини за сите работи што лоши што се случија во овој период, а тоа се значи уништувањето на внатрешната демократија во државата, во партијата, курсот промена од прозападен, евроатлантски, проевропски кон некој нејасен проруски курс, губење на албански партнер, значи ВМРО во моментот не може да добие албански партнер. Без албански партнер како ќе претендира да направи влада? Значи, било која албанска партија денес ќе биде осудена од албанските гласачи ако се реши да прави коалиција со ова раководство сегашно. Ги опфативте идеолошките позиции, оние кон Западот ќе ги оставиме. Кекеновски, ако 27 април, по се што се случуваше предходно, сите говори на Груевски да ја спасиме државата, помогнете ми, сами не можеме. Ако 27 април беше некаква со она што сега, со почитување сета презумпција на невиност, но она што сега го имаме како обвинение и она што го видовме на снимки. Ако 27 април беше своевиден показател за тоа дека е долга раката на ВМРО ДПМН. Дали Груевски сега со излегувањето на улица, со повиците мене апсете ми сите, оставете ги, се плаши од раката на ВМРО ДПМН и оние што ги наивно ги втурна во авантура, а ги изневет? Сигурно дека раката на ВМРО ДПМН во историјата била долга, меѓутоа жално е што сите овие години беше кратка раката и што не е продолжена малку да ги казни токму сите оние нарачатели. За некои работи многу долга била, кој што За некои работи предолга била и достигнала дури до колениците рацете достигнувале, со полнејќи ги джебовите, полнејќи ги банкарските сметки. Значи, во една ваква ситуација, мене ми е жал што досега поголем број од најголем дел од членството беше дури се обиде да верува на сите оние манипулации, сечени, лепени, креирани, монтирани, кои што беа во насока на спас на собствената кожа на лидерот, односно на лидершипот на ВМРО ДПМН. Оттаму жално е што досега поголем број не се осудија, како што ние пред време укажавме на сите оние аномалии со кои што ги гледавме, мощно јасно на секој еден совесен, чесен, патриот, ВМРО-вец, македонец, како сакате, граѓанин на оваа држава му беше јасно што и на каков начин се работи. Значи, тие ја доведува партијата до едно ниво, само ја сведува на послушници, кои што поради лукративни причини се нашле во одредена позиција и сега сакаат, не сакаат, не може да се оделат токму од лидерот и од раководството. Од друга страна, тој максимално тоа го користеше, дури безобзирно. Дрско го користеше, па дури јас не можам да се изборам за вас, вие ако седите дома, односно не треба да седите во папучи, а тој може сега да седи во папучи и да ги инструира другите. Сега е на улица. Сега е на улица, нема зад него, меѓутоа многу му беше лесно кога ги манипулираше со помош на корумпираните медиуми. Значи, во оваа ситуација имаме ние една дезидеологизирана политичка партија која што е приватизирана во крајност, не туку така рековме дека е акционерско друштво, кое што има криминализирано раководство. И од тука секој свесен, секој совесен член на ВМРО ДПМН, секој патриот мора да остави на судовите. Мора да остави на судовите, односно на правдата, секој да се соочи со правдата. Секој чесен лидер, кога ќе се најде во една таква ситуација, поднесува оставка и остава органите на државата
на правосудниот систем да ја реша целокупната работа, а понатаму доколку се покаже дека тој е невин, се враќа на голема врата и се враќа за вечно да биде запишан во историјата со позитивни букви. Вака имаме во моментов една дезорганизирана партија која што служи, ама апсолутно се уште за жал служи за реализација за спас на партиската врхушка. Мене ми е жал, јас се почитувам презумпцијата на невиност, таму имате луѓе кои што навистина патриотски дошли да се бранат оваа држава. Од една страна, од друга страна имате луѓе изманипулирани од таа тиранска платформа која што била прифатена од Груевски и била договорена да биде вметната во Охридскиот рамковен договор. Впрочем, ние имавме... Тој прашав дали сега Груевски се плаши од раката на ВМРО, односно... Па и треба да се плаши. Груевски сега треба да се плаши од правдата, треба да се плаши од законите, треба да се плаши од уставот на Република Македонија, бидејќи тој единствениот кој што најмногу го прекршил и мотивирал многу луѓе, изманипулирал многу луѓе да го прекршат тој закон и сега да лежат во апсаните во Република Македонија. Професор Новковски, колку е побитно да се случи таа замена, и да не биде промена, бидејќи вие велите што и да се случи на 23-ти, не прифаќате дека ќе биде промена, туку ќе биде замена, да изгради јасни позиции, прво околу ова прашање, па ќе завршиме околу со тоа за предизвиците кои што предстојат на дворешна политичка класа. Значи, ја не реков што ќе се случи, што треба да се случи, реков. А треба да се случи да се отфрлат сите овие структури кои што не доликуваат на политичка партија на десницата. Значи, тоа го кажав како некој што има намера да донесе и дека тоа не треба да се допушти. Тоа беше мојата цел. Не кажав дека ќе се случи, туку не смееме да допуштиме тоа што сакаат да го направат. И клучниот збор беше 27-ми. Се зборуваше некој време за идеологија, не реагира. Се зборуваше за криминал, не реагира. Се зборува за тероризам. Кога ќе го слушнат треба да бегаат како ѓаволот од Темјан, а не да бранат луѓе и да кажуваат дека не биле терористи тие што се обвинети за тероризам. Мора веднаш да расчистат, останува, нема време. Наредните 24 часа, ако не го исфрла тоа раководство на клоци од партијата, партијата се солидаризира со тоа раководство кое што веќе е обележано прво како неидеолошка десница, потоа како криминално раководство и сега како терористи внатре во раководството. Тоа во ВМРО-ДПМН не може да постои, тоа не може да биде десница. И не може никој да каже дека мора да има ВМРО-ДПМН. Такво ВМРО-ДПМН не смее да има. Или ќе се смени целосно, или не смее да го има. Потребна е на Македонија вистинска идеолошка десница. Таа ќе си ја направи. Како што велат во нашите песни, мајка Македонија, нови јунаци ќе роди. Ова што отишло, треба да се избрише. Клековски. Па мислам дека надвор од ставањето толку голем фокус само на ВМРО, да помене, треба да го погледнеме поширокиот контекст. Да се вратам на 27 април, ние можеме да дознаеме вистината за 27 април. Единствен начин да дознаеме вистината е да една независна страна, тоа е правосудството во Македонија, го процесуира тоа. Ние многу долго живееме во една вистина за албанците, во една вистина за македонците, сега имаме една вистина за СДСМ, друга вистина за ВМРО-ДПМН и во еден момент ние можеме да запреме со постоење на премногу длабоки јазови преку нас, бидејќи тоа го подкопува основниот договор во општеството. Ние можеме да видиме што се случи во 27 април и заради тоа што го гледавме на телевизија, меѓутоа и заради наводите за вмешување на странски разузнавачки служби во настаните за 27 април, од повеќе аспекти странски служби вмешани, негативно вмешани. Значи, ние можеме да го шистиме тоа, за да сите одиме понатаму со споделена вистина или заеднички прифатена вистина. Второто, ние сме во еден исклучителен меѓународен контекст, бидејќи прв пат се наредени звездите, условно да кажам,
Атина, Скопје, Го почнувате и завршниот круг на последното прашање, а тоа е, значи, колку е битно побрзо консолидирање, бидејќи многу прашања во тој надворешно политички контекст кој што предстојат ќе бараат консенсус. За тоа ни е потребно и стабилна опозиција и стабилна политичка сцена генерално во земјата. Ја мислам дека ова е веројатно најсериозна шанса од Букурешт, која се создава сега, и можеби следните 10 години нема да има друга шанса. Ние мора многу внимателно да се поставиме како ќе употребиме таа шанса. Затоа, за мене, колку што е клучно што ќе се случи на Конгресот, исто така е клучно да во овој момент ВМРО ДПМН не оди понатаму на поларизација и конфронтација. Веќе почна некои чинови за оставки во општински совети и слично. Мислам дека ќе биде погубно ако влеземе во нова фаза на меѓусебна поларизација со излегување на ВМРО ДПМН од институциите. И јас се надевам дека ово моментално колебање многу брзо ќе биде надминато. ВМРО ДПМН мора да остане во институциите. Какво е да е, мора да остане во институциите. Мислам дека излегување институции, бојкот на институции, без разлика дали се на општинско или национално ниво, на Македонија ќе потроши многу енергија, многу време која не имаме. Сосема кратко, Клековски, сега имаме многу колебања во тоа действување. Тоа е тактизирање или се чека да се види како ќе почне да, или е некаков сигнал за подвоеност внатре, па се чека да се види како сето ова би завршил? Верувам дека дел се искрени реакции, например во Вевчани, дека искрена реакција на оно што се случува со пратеникот што потекнува тој крај. Оно што се случува со бранието е веројатно одлука на партијата и вршење на притисок врз структурите во државата. Мислам дека тоа е погубно. Значи, ние немаме време за тактизирање, немаме време за нови бојкоти во собранието, го немаме тој луксус. Значи, не е ова 2014, па еве сега 2 години ќе бојкотираме институции и ќе се бара нешто низ бојкотот на институции. Ние мора ВМРО што поскоро да се врати во редовна работа и да го прифати функционирањето на институциите. Вообичаено ги прашуваме за став и гледачите и пред завршните зборови на моите гости, еве дел од коментарите кои што ги добивме на социјалните мрежи, кои што исто така се поделени како и оваа дискусија вечер. ВМРО ДПМН за 3 недели на вонреден конгрес ке го бира новиот лидер. Никола Груевски по 14 години на чело на партијата е подготвен да замине. Топ тема на ваша страна на социјалните мрежи побара став за тоа. Какви промени ќе донесе конгресот на ВМРО ДПМН? Дали повлекувањето на Груевски би било само формално? Иван Колев кратко ни одговори, наполно формално ќе биде. Саша Андоновски пак смета дека се подготвува фиктивна промена на чело на партијата, тоест дека ќе седне некој кој ќе ја топли фотелјата додека народот повторно него побара Груевски да се врати за лидер. Никаква промена не може да има со исти луѓе во врвот, е ставот на Андоновски. Тони Кукавица е со став дека се работи за тоа на чело на партијата да дојде човек близок до Груевски и сето тоа ќе биде убава театар представа. Нешто слично кога Емил Димитриев стана премиер кога Груевски поднесе оставка, напиша тој. Иван Стефановски пак смета дека нема да му ја прифатат оставката и дека тој тоа ќе го искористи кога ќе го притворат против власта во неговиот тон пред меѓународниот фактор. За Борис Рочовски, Груевски не е политичар кој би се повлекол затоа што членството е против него, особено не во ваков момент кога партијата му служи за заштита од органите на прогонот. Најверојатно ќе постави пиун председател кој ќе го управува на копче. Добивме различни одговори на прашањето кој би бил наследникот на Груевски. Руки Ѓорѓиевски напиша и по Никола Поповски, додека Владко ја го именуваше Емил Димитриев. И Ненад Марковиќ смета дека Никола Поповски ќе биде новиот лидер на ДПМН заради неговата умереност во пристапот, но најважно заради блискоста со лидерот на австриските десничари Себастијан Курц. Лачки Тодор смета дека конгресот нема да донесе идеолошка промена, бидејќи силата на таа партија никогаш не била во капацитетот или профилот на првиот човек, туку во лукаво создадената идеологија на политички фактор. За Бојан Петровски, доколку не се
послушаат реформаторите околу статутарните промени, ништо нема да се промени во ВМРО ДПМН. Гоце Георгиевски пак напиша, кој да биде, нека покаже почит кон историјата на македонскиот народ и нека го отстрани тоа ВМРО од називот, нека си биде само ДПМН. Според Шефик Дураку, ако ВМРО планираат некогаш да дојдат на власт, треба да спроведат вистински реформи. Последниот збор за избор на нов лидер ќе го имат делегатите на Конгресот, но без оглед кој да застане на чело на ВМРО ДПМН, ќе мора да се соочи со прашањата како што се истрагата за легитимноста на стекнатиот имот на партијата, големиот пад на рейтингот што се покажа на локалните избори и најмногу од се дека нема да биде во сенка на Груевски. Ете, тоа беа и ставовите на дел од нашите гледачи преку социјалните медиуми. По една минута завршен збор за сите. Професор Новковски, еве од вас. Замена или промена и што доколку, како што, еве, тројца ВМРО-вци со тројца различни ставови, што доколку има само замена според вас, кој е конечниот излез и кога би бил? Тоа веќе го кажав, кога би имало само замена, тоа би било дефинитивно пропаст за ВМРО ДПМН, пропаст за Македонија, назадување на ниво на територија, неможност да стане просперитетна држава, држава еднаква со другите земји, држави во Европа. Она што неопходно мора да се случи, тоа е вистинска промена, начините се различни, но сега останува клучниот адут, тоа е кај меѓународната заедница, таа може да го шепне одговорот, во зависност од тоа дали сака Македонија да биде држава, да биде просперитетна држава, да биде држава помеѓу државите во Европа, или сака да остави Македонија да пропадне, да биде територија, да биде голем паркинг на Европа. Тоа сега зависи од меѓународната заедница, со еден збор се решава тоа. Решението ќе зависи од тоа. Во зависност од тоа ќе имаме или вистинска промена, или само замена, како што досега го правеа овие играчи, што ги правеа тие игри без граници. Господин Кекеновски, не им верувате на членовите на извршниот одбор, кои со својот вокабулар вечерва, 3 кратки изјави, практично се збогуваа од Груевски, велите дека нема да има вистински промени. Зошто и како до промени и кога? Колку време има да се чека за до тие вистински промени кои што вие ги изразувате? Значи, тие да беа коректни пред се кон Груевски и пред се кон меѓународната, односно домашната јавност, тие ќе се збогува со Груевски многу пред време, уште кога или ќе побара оставката како што ние ја побаравме многу години наназад. Оттаму не се заверување, бидејќи тие видоа дека тоа не бродот и сега први се обидуваат да се спасат од тој бродот и да е што е можно повеќе, ако може дури да дојдат на лидерска позиција, некои од интервјуираните сигурно дека тоа ќе го направи без апсолутно никакво размислување што досега слугувал и што сега одработувал за неговиот лидер. Значи на ВМРО ДПМН му е потребно радикално расчистување со груевизмот и со груевистите. Значи ниту еден од сите оние кои што биле во раководството, во највисоките редови, нема никаков кредибилитет и авторитет да седне да биде нов лидер на ВМРО ДПМН или пак да учествува во раководните структури. Тие завршиле со своето, треба сега да се докажат повторно на работа, почнувајќи од најниските нивоа, на работа во партијата, да се докажат дека се чести и второ, да работат да докажат пред судските органи дека не се соучесници, бидејќи најголем дел од нив се обвинети. Исто така ја користам оваа прилика, ако останало малку грам совест кај Груевски, бидејќи оваа поднесување на оставка, иако за мене е повеќе притисок или договор, ако останало грам совест, нека биде на крајот од неговата политичка кариера, нека им каже на оние кои што сега лежат во затвор, нека и на целата јавност да им каже, поточно на семејствата на оние кои што лежат во затвор, да им каже кој е тој монструозен ум кој што го смисли тоа сценарио од 27 април, кој е нарачателот на тоа сценарио и трето кој е финансиерот. Ние можне добро знаеме, знаат и органите, предпоставувам, меѓутоа би било најчестно на крајот од неговата кариера, барем за тоа да им се одолжи на сите оние кои што лежат во затвор. Пановски, сосема на кратко. 30 секунди веќе. На ВМРО ДПМН му е потребно на овој конгрес да биде определен управувачки комитет кој што ќе добие задача да ги спреми измените на статутот и да организира после тоа избор на лидер на непосредно тајно гласање од сите членови на партијата. Само така ВМРО ќе искочи појак, сплотен
А такво силно ВМРО му е потребно на оваа држава за да земе активно учество во сите овие процеси што следуваат, што ги каже Клековски. Клековски, може промена да се почне со тоа што Конгресов дел од членовите го нарекуваат замена? Ти мислам дека пренагласи дека постојат разлики тука во дебатата. Ја мислам дека само прашање на распоред на чекорите, дека и едните и другите сите зборат и за замена и за промена. Концептиски разлики. Прашањето е на тактика како ќе се влечат чекорите. Надвор од тоа да не бидеме премногу внатрешно ориентирани, многу е битно ВМРО-ДПМН да обезбеди полно функционирање на институциите од локално до национално ниво и на собранието и да даде подршка на правосудството, не само декларативна, туку вистинска, да се обезбеди Македонија непречено да функционира во наредниот период, што е мислам многу важно. Ви благодарам на сите што вечерва бевте мои гости. Почитувани, ви благодарам за вниманието на истата тема, анализа и во вечерашното ноќно студио со Снежана Луперска. Останете со тело.